Првите 365 дена во животот на детето. Развитокот на доенчето. Бебето има 6 месеци. Да се подсетиме. Кога новороденчето ќе го ставиме намев, ги забележуваме движењата на лазење. Главата му е легната настрана. Пред крајот на вториот месец, бебето веќе ја крева главата од средишната положба. Може да ја држи крената околу 10 секунди, но таа се уште се ниша. Во четвртиот месец, детето за кусо време може да се опре на рачињата. Ако главата ја сврти настрана, ја губи рамнотежата и се превртува нагрб. Тоа е знак дека детето се уште е несигурно во оваа положба. Бебето сега има 6 месеци. На крајот од шестиот месец, за бебето веќе подпирањето на раце не представува никаква тешкотија. Некои деца, како ова, например, се кадарни да го подигнат од подлогата целото тело и да го одржат во положбата четириножно. Но по правило, за оваа возраст, карактеристично е лулањето намев. Со посредство на тропалката што му ја подава од страна, мајката може да провери дали нејзиното дете е способно да ја дофати играчката со едната рака. За тоа да го стори, тоа ќе мора целата тежина на телото да ја пренесе на другата рака, а ова е првиот предуслов за подоцнежното лазење. Девојчево тежината на своето тело ја префрла на левата подлактица, а со десната слободно ја дофаќа играчката. Долниот дел од телото ја презема на себе се поголемата улога во одржување на рамнотежата. Најголемиот дел, шестомесечиња, вака се нишаат. За миг под кренатите раце им овозможуваат да се нишаат со целиот труп. Кога бебето ќе се опре на двете раце, родителите ќе треба внимателно да ги погледнат дланките. Кај бебињето од 6 месеци тие обично се или допола или сосем отворени. Движењата на надлактицата, на подлактицата и прстите во меѓусебната усогласеност можат да се споредат со прецизноста на најфиниот механизам на часовникот. Сега е веќе наполно исчезнато држењето на стисната дланка. За своите попрефинети движења, доенчето веќе ја користи усогласената соработка дури и на најмалите групи мускули. Значи, отворената дланка, допирањето на подлогата во сета нејзина должина, е понатамошниот чекор во лазењето. Сега ќе испитаме рамнотежата кај детето. Ќе видиме како ќе реагира при промена на положбата на телото. Душекот полека ќе го попридигнеме. Девојчево десната рака, што и беше испружена малку настрана, ја помрднува за инстинктивно да си ја израмни положбата.
Кога реакцијата за одржување равнотежа е убаво развиена, тогаш детето, како и девојчево, се подкренува кон издигнатиот дел од душекот за да не се преврти. Детево во својот развиток се уште не е дојдено до тука. Кај него косата положба не предизвикува никаква свесна реакција за одржување. Тоа не реагира дури ниту на позасилено подигање на душекот. Без никаков отпор дозволува да биде превртено нагрб. Многу доенчиња веќе во 6-тиот месец си се вртат во вистинската смисла на зборот. За прв пат без ничија помош се вртат од грб намев. Ова вртење може да почнува од пределот на рамењата, но и од пределот на колковите. Во случајов, детево најпрвин ја сврте главата кон играчката, потем горниот дел на телото и најпосле колковите и нозете. За самостојно да дојде во седната положба, доенчето првин мора да се научи да се свртува, а потем да ја совлада седнатата положба. Другиот предуслов за седењето е слободното вртење во колковите. Тоа му овозможува на доенчето слободно да се игра со стапалките или колениците. Стручно оваа игра се наречува координација меѓу рацете и нозете, што представува хармонична игра на овие членки. Доенчето во исто време открива и нови делови од своето тело. Запомнете, едно здраво бебе, веќе во 7-миот месец мора да е кадарно да се игра со нозете и со сопствени сили од грб да се преврти на мев. Сега за седењето. Во придигањето за седната положба, во споредба со 5-тиот месец има сосема малку измени. Детето силно се потпомага со рацете и притоа ги попридигнува нозете. Штом ќе успее да седне, бебето ќе остане вака неколку секунди со тоа што се уште се потпира на рацете. Крај детево при придигање за седење јасно се видливи свивањата на сите глуждови. Овде се гледа дека главата која стоеше исправена уште во 5-тиот месец, сега е исправена и кога ќе го наведнеме телото на која и да е страна. Мнозинството полугодишни бебиња со напор можат да се одржат во седењето само по неколку секунди, доколку сево ова и може да се нарече седење. Меѓутоа бебето е радосно, како да е свесно за својата послободна положба на телото. Запомнете, не настојувајте детето почесто да седи. Со тоа не ќе го научиме самостојно да седи. На ова тоа самото ќе си се научи, следејќи ги природните движења, особено преку превртувањето на телото. И сега за стоењето и одењето. Бебето од половина година по неколку секунди може да си ја преземе тежината на телото. Тоа значи дека ако го поставиме да стои, тоа веќе нема да чучнува, туку ќе ги испружи нозете се до колковите и така ќе го исправи телото. Со лесно потпирање тоа нема да падне, значи не мораме да ја држиме сета негова тежина.
Во 5-тиот месец на детево најмило му беше клечењето. Сега тоа си се држи исправено и стои врз целата стапалка. Бебето во 6-тиот месец во принцип би морало да е кадарно да стои. Оваа навидум само по себе разбирлива способност е од посебно значење за нормалното стоење и одење кај луѓето. Испружувањето се остварува кога детето стоејќи наизменично ги собира и ги спружува нозете. Ова по правило може да се наблюдува од 7-тиот месец. Од стоењето подоцна се развива и одењето. Кај девојчево забележуваме како од стоењето полека се развива и движењето. Детето веќе не стои врз испружената и како столб крута нога, туку постојано ги подкрива нозете од подлогата. Стапалото е свиено, а другите делови на телото, главата, трупот и нозете се испружени. Ако е во прашање некоја пречка, нозете се испружени од стапалото до врвот на прстите. Токму затоа уште сега е важно да се обрне внимание на скочниот глушт. Еве го и држењето предмети. Во развитокот на држење, 6-месечното бебе овладеа една важна меѓуфаза. Тоа сега може свесно да дофати некој предмет. Овој долг пат го следевме во минатите месеци, но развитокот на држењето предмети во никој случај не е завршен. За детето свесно да се служи со рацете и соодветно да се однесува спрема различните предмети, неопходни се уште некои суштествени вештини. Во идните месеци детето допрва ќе се учи предметите свесно да ги испушта, малите предмети да ги фаќа со прсти, а големите со целата рака. Покрај тоа ќе треба да се усоврши и усогласената соработка на обете раце. Токму затоа се и обидите на бебето во секоја рака да држи по нешто. И за овој развоен чекор е потребно време. Како што гледате, на бебево тоа не му успева одеднаш. Да погледнеме уште еднаш како изгледа држењето предмети. Раката точно се насочува кон предметот. При тоа дланката е отворена, а сите прсти испружени. Штом ќе ја дофати играчката, бебето ја затвора раката. Уште со самиот допир на куклата, забележуваме дека развитокот на држењето не е завршен. Се што ќе му подадеме, детето го фаќа со целата дланка. Се уште не може при помалите нешта да ги користи само палецот и показалецот. Да се вратиме на истовременото држење со двете раце. На детето ќе му дадеме 2 коцкички. На оваа возраст тоа се уште не може да ги прифати двете и истовремено да ги држи. Не може одеднаш да биде сконцентрирано и на двата предмета. Неговиот видокруг е доволно широк за да ги забележи двете коцки. Но кога ќе посека да ги земе, бебето ги свртува очите само кон едната и кон неа си ги подава едната или двете раце.
Дури од кога ќе ја земе едната коцка, ќе можеме да му го свртиме вниманието и кон другата. И од кога исцело ќе се сконцентрира на другата коцка, тоа тогаш првата ќе ја испушти, зашто не е кадарно да се сконцентрира на две нешта. Другата причина за ова е и се уште недоволната соработка меѓу рацете. И девојчево одеднаш не ги фаќа двете коцки. Тоа ја зема едната коцка и ја става во уста. Потем ја обрнува внимание на другата и во истиот миг ја заборава првата коцка. Ова може да се повтори безброј пати. И куклава на ист начин ја опипува. На девојчево за ова нешто е потребна целата дланка. Дури во подоцнежните месеци таа со показалецот ке го опипува окото или устата на куклата. Во 6-тиот месец целата дланка се уште игра значајна улога во способноста за забележување. Запомнете, со дигањето различни предмети, вашето дете се збогатува со опитност, например, колку се големи животинките од плиш, каква форма има тркалото и колку е мека фротирната крпа. А сега за забележувањето. Детето од половина година веќе располага со истанчено сетиво за слух. Тоа преку него точно ја определува насоката и изворот на звукот. Ова можеме да го испитаме со ѕвоно или уште поубаво со шушкава хартија. Со хартијата ќе му шушнеме покрај увото, без тој предходно да ја види. Детето ќе ги сврти главата и очите во насокот кај што доаѓа шушкањето. Се разбира, ова се изведува во тивка просторија за другите нешта да не му го свртат вниманието. Кога ја испитуваме оваа способност, на детето не смееме да му се обрнуваме, ниту да му даваме играчка врака, зашто слушањето не зависи само од правилното функционирање на слушното сетиво, туку тоа е тесно поврзано и со вниманието на самото дете. Ако детето не реагира на глас или на звук со свртување на главата кон изворот на звукот, како што гледаме овде, не значи дека ова мора да е знак на дефект во развитокот. Може би детето е гладно или изморено. Меѓутоа, ако убаво наспано и одморено дете и по неколку обиди не реагира со свртување на главата или барем на очите, тоа веќе може да ни предочи некои оштетувања во слухот или пак некои функционални пречки кај ова сетиво. Запомнете, со 6 месеци вашето бебе мора сосема јасно да ја сврти главата кон изворот на звукот.
Ако детето ова не го стори, дури и по 26-та недела од животот, веднаш појдете на лекар. Девојчево е веќе заинтересирано за се што се случува во незината околина, така што главата веднаш ја свртува кон изворот на звукот, дури и тогаш кога мајка и истовремено и подава кукла. А сега и за говорот. Напоредно со развивањето на реакциите врз впечатоците на околината, напредува и говорот. Детето се појасно ги реди истите слогови едно по друго. И така стануваат цели слоговни низи. Ритмички слоговни низи. Кога е бебето посебно настроено за говор, тоа кај одделните слогови ја менува височината или силината на тонот, така што се добива една ритмичка артикулација на гласот. Во исто време, меѓутоа, се повторуваат и оние гласови што ги беше овладеало бебето порано. Запомнете, обрнувајќи му се на бебето, му давате поттик да зборува. Затоа родителите не треба на детето да му даваат можност само да ги наблюдува и да ги имитира, туку тие се должни да прават и паузи за детето непречено да ги изговори своите гласови. Детево јасно ни ја покажува зависноста на така наречениот социјален контакт, тоест на односот со луѓето што го обкружуваат со развитокот на говорот. Бидејќи многу и се радува на мајката, извикува и гласно се смее. Токму заради тесната поврзаност на социјалниот контакт со развитокот на говорот, децата од домови и јасли во возраста на доенче можат да заостанат токму во развитокот на говорот. Тие природно се лишени од лице што постојано по неколку часови на ден ќе биде блиско со нив. Кога едно дете, како девојчево да речеме, не е расположено да се смее или да брбори со мајка си, тоа не значи дека треба да се прекине со воспоставувањето контакти со детето. Детето внимателно ги наблюдува цртите на лицето на мајката и тоа сака да ги запомни. На тој начин, тоа се учи да ги разликува човечките лица. Едните му се блиски и ги сака, другите ги пресретнува воздржано и со сомнителност. Детето не реагира само на лицето од личноста што му се обрнува, туку и на неговиот глас. Искуството покажува дека доенчињата често на длабоки гласови реагираат со плачење, а на високи и мелодични со веселост. Запомнете, ако сакате вниманието на детето да го врзете за себе, ползувајте се со богатите можности скриени во вашиот глас. Може би не е лошо по некој пат и да му отпеете нешто. Кај девојчево забележуваме дека и на оваа возраст прави далеку поопределени разлики. Штом мајка и ке се појави, таа се смее речиси со сиот глас и ги подава рацете.
Истово девојче, меѓутоа сосема инаку се однесува при појава на туѓо лице. Всушност, не е нељубезно, ниту исплашено и можеби лесно ќе може да се здобие со нејзината доверба. Но, во споредба со поранешниот израз на нејзиното лице и движењата, видлива е сета нејзина воздржаност. Таа не е готова веднаш и од се срце да му се обрне на непознатиот. Едно е јасно, доенчево веќе се изгради лична врска со мајката. Најдоцна од овој период, срдечните односи со блиските луѓе, како што ги видовме кај девојчево, ќе почнат да играат извонредно важна улога во животот на детето.